Ние инаку сме во првиот дел од светилиштето, кај првиот елемент, масата со лебовите, и видовме до сега, знаеме дека лебот наш насушен е баш насушен, и преку маната минатиот пат видовме дека потребно е секојдневно хранење и словото е наша неопходност. Размислувајќи сега на оваа тема, минатиот пат, кој ви спомнав, така некој преод направивме на крајот од самата тема, за да се вклучам во оваа вечерашната тема. Имав материјал за една тема, меѓутоа во неделата која што беше зад нас, толку многу ми се насорав материјал, што ќе направам нешто што ја вообичаено не го правам, значи да мора да поделам на 2 дела. Толку многу има што се каже. Така да, ќе почнам со еден цитат од седмото сведоштво и се наоѓа на 71 страна од седмото сведоштво до црквата и вели вака. Од овој цитат и од ова проучување верувам дека ќе сватиме колку е неопходно словото да има дел секојдневно во нашиот живот. Вели вака Елен Вајд: една реченица од Светото Писмо е од поголема вредност отколку 10.000 човечки идеи или аргументи. Многу јако. Една реченица од Светото Писмо е од поголема вредност отколку 10.000 човечки идеи или аргументи. Сега дали сваќаме колку е вредна Библијата на вистина? Ако е една реченица од Светото Писмо е еднакво, односно од поголема вредност отколку 10.000 човечки идеи, тогаш целата Библија е вистинско богатство. Вистинско богатство. Матеј 4.4 кажавме, го цитиравме стихот, кога Исус се кушан од ѓаволот, токму, па и во сите искушенија, Исус како се брани? Пишено е, со Словото. А ѓаволот со ѓаволски аргументи, да кажеме така. Настапува, извртувајќи го Словото и така натаму, се обидел на разни начини. Напишено е, човекот не ке живее само од леп, тоа е првото искушение, нели? Туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, или една реченица, може да кажеме, или реченица која што Господ ја изговорил е од поголема вредност отколку 10.000 човечки аргументи и идеи. Посебно значено за ова наше време, во кое што навистина имате се и се што различни експерти, теолози, вакви, такви, давајќи толкување на писмото, а она што и минатиот пат повикував брат Зоран, често пати тоа го прави, да се насочиме на Светото Писмо, самите да истражуваме, како што израелците самите секој требало да излезда ја собере маната, така и ние, секој од нас, поединечно, секој од нас сам ќе одговара за своето спасение пред Господа. Да се држеа до овој принцип Адам и Ева на почетокот. Немаше ништо да има од овие глупости навак. И еве да отвориме во Битие 2 глава. Навистина станува збор за една реченица. Ајде да кажеме и дека се две. Втората реченица се однесува на тоа какви би биле последиците ако не ја послушаат заповедта. Значи една единствена заповед сместена во една реченица. Битие 2.16. Јади слободно, значи што вели Господ на Адам и Ева, јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Тоа е една реченица. И потоа само кажува, додава, во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш, последиците се тие. И можеме да заеме дека една реченица, ајде да кажеме и дека се две, онда како се две, тогаш се многу по-голема вредност од колку 20.000 човечки аргументи. Така, математички да се изразиме. Но, за жал, Адам и Ева, како што кажав, не се држеле до овој принцип. Единствената заповед, таа една реченица, што Господ им ја кажал, едноставно не се држеле до тоа, го послушале ѓаволот и сгрешиле. Сега, ќе се префрлиме и вечерва, мислам дека тука ќе се задржиме, толку ќе има време.
со случајот кој што неодамна го проучувавме во поуката, со отпадот кај Синај. Да видиме на која страна во однос на овој принцип стоел Арон, на која страна стоел Мојсей. Минале само неколку седмици откако свечено се заветувале на Бога дека ќе го слушаат неговиот глас. Знаете, 20 глава, излез, се изговара законот. Изговорен, за да после, Мојсей ќе се качи горе на планината, на Синај, па го нема, па тука добива едно чудо инструкции, знаете, и за светилиштето и така натаму. Но само неколку седмици од 20 глава, а сега сме во 32, тука ќе го проучуваме тој настан. Со своји уши ги слушале зборовите на Божиот закон, изговорени со застрашувачко височество од Синајската гора, проследено со грмотевици, блескање на молњи и страшен земјотрес, неверојатна слика имале. Сето тоа Господ го направил за да им се запечати тој миг во животот, меѓутоа само после неколку седмици како ништо да не се случило. Буквално, кога зборуваме за народот, а и самиот Арон. Ајде да отвориме, значи, Излез 32 глава. И тогаш во пуката се сеќавам дека дискутиравме нешто во овој настан, која го имавме Излез за проучување. Од први стих до 6, тука ќе се задржаме. Вели, а народот, гледајќи дека Мојсей не слегува долго од гората, се собра околу Арона и му рече. И сега ќе видиме онај минатата сабота, Јани го зборуваше во неговата проповед, дека изгледа толку едноставно, како тоа Арон одма се сложил, меѓутоа тука има многу работи измеѓу, кои што ги нема во Библијата. Но ги објаснува Елен Вајт. Значи, народот, гледајќи дека Мојсей не слегува долго од гората, се собра околу Арона и му рече, стани, направи ни Бог, па нека оди тој пред нас. Не знаеме што се случи со тој човек Мојсей, кој не изведе од египетската земја. И сега вториот стих, така испаѓа, дека одма, Арон, толку наивен, извадете ги златните обетки, што висат на ушите на вашите жени, вашите синови и вашите керки, им одговори Арон, па донесете ми ги мене. Сиот народ ги сибна златните обетки, што ги имаше на ушите, и му ги донесува на Арона. Откако го прими златото од нивните раце, го растопи во калапи и направи леано теле. А ти извика, ова е твојот Бог Израеле. Да се чудиш, навистина, значи само неколку седмици после давањето на законот, кој те изведе од египетската земја. Предходно викаат Мојсей ги извел се, телето ги извел и така натаму. Откако го виде тоа, Арон изгради жртвеник, значи исто како да одма после тоа се случува, меѓутоа ги видите колку финеси тука има. И то не само во Патријаси и пророци. Цитатите што ги открив во третото сведоштво се неверојатни. Ја не ги знаев тие. Значи, цело време кога проучавам Излез и Патријаси и пророци, може така плюс нешто. Меѓутоа третото сведоштво е неверојатно. Какви детали додава, ќе видите вечерва. Значи, рано наутро стана и пренесува жртви паленици, значи празник на телето, на нивниот Бог, кој што ги изведе од египетската земја, и донесува помирителни жртви. Тогаш народот седна да јаде и да пие и потоа стана за да играат. Страшна слика. Но како сега, како дошло до ова? Да видиме колку Арон се држал и зошто не се држал до оној принцип колку што го наведовме погоре. И колку е значи важно да се држиме до Божито Слово. Првим постапката на луѓето, од Патријаси и пророци читам 315 страна оригинално. Значи, после неколку седмици, и сега се случува не знам колку дена, тие се без Мојсија, вели, во тој период на чекање имале време да размислуваат за туку што објавениот Божи закон. Слично нешто како Исус при онаа бура, знаете, кога се исплашили учениците, па тој морал да дојде по водата, па
Вели Елен Вајт и тамо, значи ако они размислувале за претходно тоа што се случило чудото со пет леба и двете риби и така натаму, немало да паднат на тоа искушение, немало да се исплашат. Така и овие треба да размислуваат за она што претходно Господ го објавил за законот и да ги приготвуваат своите срца за примање на нови откровенија што можеле да им бидат дадени. Значи, мана денеска, мана утре, мана задутре. Ако се задржиш на тоа, ако добро го сочвакаш тој материјал, ако ќе те држи до утре повторно и така натаму, и ќе растеш, во мислите ќе ти биде Словото, не нешто трето. Може ли да бидат, значи, и кога би настојувале појасно да ги сватат Божите барања и би ги понизили своите срца пред Него, би биле сочувани од искушението. Но тие не постапиле така, па набргу станале безгрижни, невнимателни и наклонети кон беззаконие. Тоа посебно, значи, како што ние некојаш може да поминат денови безгрижни, онака. Сега Библијата, немам време за Библијата, имам други работи, така натаму. Тоа посебно се однесувало на така речената светина или джган, луѓе египетците, оние кои што им се приклучиле, значи тие биле баш оние кои што поттикнувале повеќе зли работи во нивните средина постојано, тие биле оние кои што биле незадоволни, гунџали и така натаму. Тие биле вели нестрпели, не можеле да почекаат да влезат во ветената земја, во земјата во која течеле мед и млеко. Меѓутоа, таа добра земја им била ветена само под услов на послушност, а тоа тие го загубиле од вид. Некои предлагале да се вратат во Египет, но било да се оди назад во Египет или да се продолжи во Ханан. Мнозинството на народот решиле Мојсија веќе да не го чекаат. Толку. Решиле со Мојсија, меѓутоа сега ќе видиме понатаму детали. И сега видите што вели Елен Вајт понатаму уште во Патриарси и пророци, сме 316. Ваквата тешка криза барала човек цврст, решителен и непоколеблив, човек кој честа пред Бога ја цени повеќе од јавното мислење. Повеќе од личната безбедност, па дури и од самиот живот. Но тогашниот водач, Мојсија заминал, значи му ја предава палката, да кажеме, на Аарон, Аарон е тој, тогашниот водач на Израел ги немал тие особини. Ова што ќе очитам сега, и Патриарси и пророци, и Трето сведоштво, според мене, една од причините зашто црквата, глобално зборам, се наоѓа во таква состојба во која што се наоѓа. Заради самите водачи. Затоа што се повеќе и повеќе наликуваат на Аарон. Сега ќе видите што мислам преку овие цитати. Само слушайте внимателно. Значи, но тогашниот водач на Израел ги немал тие особини. Аарон се покажал слаб пред народот. Неговата колебливост и плашливост во тој критичен миг ги сториле уште порешителни. Народ, 2 милиона се. Не дека сите, да, слична ситуација, ама ајде ќе кажете Пилат. Ово е водач на Божиот народ. Па дори и Пилат, под тој притисок, Исуса го прогласил за невин. Не наоѓам никаква вина. Повели Раде? Доаѓаме до тоа, значи, ама не е само тоа причината, ќе видиш. Така. Египетците ги спомнав ја претходно, слушате внимателно, а сега ќе видите, значи, добре, читаш Патриарси и пророци. И овие станале порешителни кога го виделе дека е плашлив, нерешителен, колеблив. Нередот се зголемувал. Со народот завладел слеп и целосен метеж. Имало и такви кои му останале верни, сега внимавајте, имало и такви кои му останале верни на својот завет со Бога, но главнината на народот зеле учество во отпадот. Тие малобројни кои се осмелиле предложениот кип да го прогласат за идолопоклонство, биле свирепо малтретирани и во настанатата возбуда и хистерија конечно го загубиле и животот. Значи, точно е, Аарон бил сведок на некои кои што го загубиле животот тука во целата таа толпа, мешаница да кажеме. И се исплашил. Факт е дека се исплашил. Меѓутоа, честа пред Бога, значи, требало повеќе да му значи
дури и од животот. Арон, плашејќи се за својата собствена безбедност, попуштил пред навалувањето на народот. Меѓутоа тоа е во Патраси пророци. Сега да видите какви детали има во третото сведоштво. Цела глава има Мојсей и Арон, се вика главата. Баш споредба дава таму. Еве каков бил во суштина Арон сега, како карактер. Арон бил склон кон љубезност, човек кој сам Бог го избрал да стои рамо до рамо со Мојсей и да зборува наместо него. Значи бил многу елоквентен. Затоа и бил како гласноговорник Мојсеев, или ако се сеќавате една зборував дека како му вели Бог, Мојсей ќе ти биде како Бог, а ти гласноговорник негов, пророк, значи, така. Значи, Господ му кажува на Мојсеја, Мојсеј на Арона, како Бог му е на него, и Арон говори, како елоквентен. Накратко кажано да биде Мојсеев гласноговорник. Бог можел да го избере Арон за водач, но тој, кој го познава срцето и го чита карактерот, знаел дека Арон е попустлив и дека му недостига морална храброст за да застане во одбрана на правдата во сите околности без оглед на последиците. Ароновата желба луѓето да имаат добро мислење за него е тоа пусто мислење јавно. Што велеше Гоце, често пати кој разговараме, јавното мислење ти е најпогана работа. Да. Ароновата желба луѓето да имаат добро мислење за него го наведувала понекогаш на сериозни грешки. Попуштајќи им на нивните барања, тој премногу често го обесчестувал Бога. Истиот недостаток на цврсто залагање за правда во семејството резултирало со загуба, со смрт на неговите синови свештеници. И тоа може би некој ќе падне како тема, Надав и Авиуд, како загинале во самото светилиште. Арон се истакнувал со побожност и добрина, но ја запоставувал примената на дисциплината во своето семејство. Видите се ова е интересно, брат негов. Видите што размислувал он. Значи не е само под притисокот, не е само дека се исплашил. Видите што? Арон сметал дека Мојсеј е премногу непопустлив кон желбите на народот. Според неговото мислење, во израелскиот табор би имало многу повеќе мир и слога, доколку Мојсеј би бил помалку и Мојсеј би имал помалку непријатности и тешкоти, ако понекогаш бил помалку строг, помалку одлучен и поподготвен за компромис со народот. Видите како Арон размислува, треба да биде како мене малку повеќе, значи попустлив и тогаш нема да има проблеми. Навистина имал проблеми Мојсеј. Мислејќи дека така ќе биде подобро, Арон во овој случај го применил токму овој метод. Значи си размислувал, че не е само тоа што се исплашил. Раководејќи се според своите природни склоности, значи таков си бил по природа, попуштил на желбата на народот за да го спречи незадоволството и отворениот бунт до кој според неговото мислење неминовно ќе дошло ако не попуштил на нивото барање. Во Патраси и пророци подоцна ќе цитаме тоа, Арон, ако он останал цврст, немало да се случи отпад, а Господ ќе нашол начин како да го заштити и така натаму. Меѓутоа, тој си резонира човечки сега, он си е таков по природа, попустлив и така натаму, ќе направи вака за да не дојде до бунт. Така се мисли. Сега видите што вели понатаму. Ладнокрвната сигурност во овој толку погрешен чин му возможила на Арон да има поголемо влијание на израелците, отколку што имал Мојсеј, водејќи ги по правилен пат и гушиќи го нивниот бунт. И си се нашле некако. Значи Арон со народот ќе им попушти, овие го засакале повише. Супер. Си најдовме ние водач. Не ни треба Мојсеј, затоа и заборавиле на Мојсеј. Какво страшно духовно слепило го обзело Арона кога можел светлината да ја смета за темнина, а темнината за светлина. Страшно, значи наистина страшно теле да им излезе да направи. Тој кој што заедно и со Мојсеј и со неговите синови, колку беа 70 ли таму свештеници, беа на планината и ја видеа онаа Божја слава. Пред само неколку седмици. Видите до кое дереже дојде. Каква дрскост и пречекрување на дозволеното да го прогласи идолопоклоничкото обожување на еден златен лик за Господов празник. Ова
покажува колка моќ може да има сатаната над умот кој не е во потполност под контрола на Божиот дух. Сатаната го подигнал своето црно знаме среде Израел, а тоа било издигнато како Божје знаме. Дјаволот го издигнал црното знаме, а тие сметале га тоа е Божје знаме. Страшно. Ова се рекол Арон без никакво притеснување и срам твоите богови Израеле, кои те изведува од египетската земја. Арон влиел на израелевите синови во своето идолопоклонство да одат и подалеку, значи колку повеќе им попушта, тие одат уште подалеку од она што имале намера. Престанале да стравуваат за Мојсей својот водач, дека е спален со огнот на Божјата слава, кој како пламен кој проголтува пламтел на гората. И сега внимавате, уверени дека сега имаат поглавар токму каков што им одговара на нивните желби. Си најдовме ние супер човек. Биле подготвени на се што тој ќе побара, принесувајќи прилози и жртви на помирување на својот златен бог. Почнале да се оддаваат на уживање. Мисле дека ова го сменив. Овде вели оргии и пијанство, малку е поинаку во оригиналот, ама тука некаде. Не се спомнати баш оргии во оригиналот, ама тука некаде. Дошле до заклучок дека за сите неволи кои ги снаоѓале во пустината, вината не ја сносат тие, туку дека проблемите секојаш ги создавал Мојсей како нивни водач. Видели како разумниваат? Парите, Арон, гледа, супер е со него, таман се разбираме супер, а проблемите беа ради Мојсей, не ради нас. Тој не е вистински човек за таа положба. Сегавате порано како Господ, зошто не го избрал Арон, а го избира Мојсей? Ама луѓето поинаку резонираат. Не, овој ни е подобар на нас. Овој ни оди по желбите. Тој не е вистински човек за таа положба, мислејќи на Мојсей, премногу е непопуслив и постојано им укажува на нивните гревови, опоменува, укорува, им се заканува со Божиот гнев. Сега е создадено ново уредување и тие се потполно задоволни со Арон и со самите себе си. Само Мојсей да бил толку љубезен и благ како Арон, мислеле тие, каков мир и хармонија би владеело во израелскиот табор. Сега веќе воопшто не им било важно дали Мојсей ќе се врати од гората или не. Си имаме ние водач, со него супер ќе не биде. Зошто не го сакале Мојсија? Постојано ги укорувал, ги опоменувал, им се заканувал, така тие сметале, со Божиот гнев и така натаму. Кога сме кај ова, сеќавате ли оној стих што го читав минатиот пат? Во кој контекст е кажан? Значи, советот до Тимотеј, младиот Тимотеј, од Павле. Еве, проучуваме за тоа. Во второ послание до Тимотеј, 4 глава, третиот стих, кога му вели, зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе се насоберат учители за да им ги скокоткаат ушите. И ќе ги одвратат ушите од вистината и ќе се свртат кон бајки. Во кој контекст е? Да читаме од првиот стих. Те заколнувам пред Бога и Христа Исуса, кој е готов да им суди на живите и мртвите, со неговото јавување и неговото царство. Проповедај го словото, настојувај во време и во невреме, изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука. Што го советува Павле Тимотеја? Оно што не им се допаѓало од Мојсија на луѓето. Прекорувај ако треба, укорувај, охрабрувај. Затоа е словото. Словото е за да се поучиме. Зашто ќе дојде време кога нема да се слуша здравата наука? И потоа дури после тоа го прочитав, нели? А ти биди трезвен. Значи, да, он ќе сака да слушаат мили работи, како од Арона. Меѓутоа, ти биди трезвен во се. Трпи го страдањето. Да, ќе пострадаш. Врши ја работата на евангелист, исполнува својата служба до крај. Тоа е контекстот, значи, во кој се кажани оние стихови. Сега се враќаме кај народот, кај Арон, си нашле водач.
Вели понатаму во третото сведоштво, страна 300, оригинална, додека Мојсей, гледајќи го идолопоклонството на израелските синови во манифестирањето на негодувањето и оправдање од гнев, што толку бргу и толку срамно заборавил на Бога, ги фрлил камените плочи и ги скршил. Аарон покорно стоел пред него. Сега внимавајте како се однесува Аарон пред Мојсија. Покорно стоел пред него, онака љубезен, нели, како што бил и така натаму. Иако, нели, љубезноста само по себе не е лоша, меѓутоа во контекстов таа негова попустливост е проблемот. Поднесувајќи ги трпеливо и мирно неговите укори и осуда. Сеќавате како му дал глупав изговор, како тоа теле самото се создало, не знам што. Меѓутоа сега тој трпеливо, мирно стои пред него и ги слуша неговите укори, а наблюдувачите, народот, биле восхитени од Аароновото пријатно држење. Народот сега восхитен на неговото држење. Мирен, кроток, да. Па тој им е веќе умилениот водач. Додека Мојсеевата избувливост им била одвратна. Но Бог не гледа како што гледаат луѓето. Тој не ја осудил Мојсеевата силна ревност и неговото бурно негодување против толку понижувачкиот отпад во Израел. Знаете, ги скршил плочите. Тоа е тој праведен гнев што го покажал. Не заради дека тој бил навреден. Господ бил силно навреден. Страшно зло. Интересно. Интересно, низ овие работи ќе ги читаме колку моменти може да се забележат. И јас пак ќе кажам, ова е според мене. Зошто го велам тоа? Затоа што јас сум од 97-ма крстен во црквата и од 97-ма се во адвентизмот. Ја од 97-ма, значи 30 години скоро, јас го гледам тој тренд кај водачите. Го гледам. Од 97-ма го гледам. Не знам како било претходно. Попустливост. Во секој смисол. И сега, после 30 години, сме дошли до ваква ситуација. Зошто? Како? Додека Мојсей, гледајќи го идолопоклонството на израелските синови во тоа го читав, извините, кога Аарон би имал храброст да се заложи за правдата, еве го цитатот од Патриарси и пророци, 3.2.3, без оглед на последиците можел да го спречи овој отпад, кога тој цврсто би му останал верен на Бога, кога би го подсетил народот на одговорноста што ја примиле при објавувањето на законот и на нивниот свечен сојуз со Бога и на ветувањето дека ќе го слушаат, злото можело да биде спречено. Меѓутоа, неговото попуштање пред желбите на народот и рамнодушноста со која ги остварил нивните планови ги охрабриле во својот грев да одат и подалеку отколку што мислеле на почетокот. Значи, Господ ќе го заштитил, Господ ќе го спречил и отпадот, секи било многу добро, меѓутоа Аарон попуштил, значи многу повеќе му било битно мислењето на луѓето, отколку на Бог што ќе го мисли. Значи, не се држал до оној принцип. Една реченица од Светото писмо или една реченица што доаѓа од Бога е повредна од 10.000 аргументи на луѓе, на не знам какви. Значи, може да сакаат што сакаат, ама во Библијата тоа што стои, тоа е многу повредно. Тоа е Божјото Слово. Слушав од скоро еден убав пример, значи виолинист, држи концерт, и завршува со концертот и сите му стануваат и му аплаудираат, овации. А тој ја наведнал главата, го покрил лицето со своите раце и почнал да плаче. И сега овие тука во првиот ред му довикуваат, зашто плаче, сите ти аплаудираат, прекрасен беше концертот, одличен беше ова. И тој вика, го гледате тој таму еден, што седи, тој не стои, тој седи. Ајде за еден човек не е проблем. Цела сала ти стана. Да, ама тој таму што седи, тој едниот, тој е мојот учител. Ако тој не е задоволен, може сите да станат и да ме рекоплескаат. Го знаете на рабучението, веќе ако не го погодувате, може би ќе опрочитам Галатјаните 1.10, еден многу јак стих, повторно Павлов, ама од динамичниот превод. Некој пати динамичниот превод мене ми се допаѓа во некои моменти, како го разложува стихот на некој начин. Галатјаните 1.10, послушайте што вели.
Дали јас сега се обидувам да им угодам на луѓето и нем да им се умилкувам? Мене ми е важно Бог да го одобрува тоа што го проповедам. Да ми беа важни луѓето, немаше да станам службеник на Христос. Па да му беше важно тоа на Арона, немаше да дојде до тој отпад. Да му беше, да им е важно тоа на водачите, никогаш нема да дојде до такви работи до кои што можеле да бидат спречени да се случиле. Значи, Мојсе е оној во овој случај што го гледаме кој што се држи за тој принцип и тоа цврсто, може би тврдоглаво за некого. Меѓутоа следната сабота ќе видиме колку и Исус тврдоглаво се држал под наводници до Светото писмо, па не учил во рабинските школи. Следната сабота Исус ќе ни биде примерот, овде го видовме овој случај, значи со отпадот на Синај. И се уште ова, затоа што, како што нагласив и за Тимотеј стои, Павле му вели, трпи го страдањето. Да, нема да биде едноставно, луѓето сакаат едно, меѓутоа ти треба да го проповедаш Словото. Ако треба да укоруваш, изобличува и така натаму. И ќе страдаш заради тоа. Тоа е факт. Мојсей страдал заради тоа. Мојсей постојано бил на удар. Постојано му барале нешто, дај ова, дај она, дај, ја не знам, значи, најкроткиот човек, го кажуваме, нели, меѓутоа сепак на крајот не можел да издржи како ги трпел, секоја чест, дебели живци. Трето сведоштво 302, и што е овој цитат. Оние кои застануваат во одбрана на Божјата чест и кои по секоја цена се борат за чистота на вистината, ќе бидат изложени на безбројни неволи, како што бил изложен и нашиот Спасител во пустината на искушението. Доека оние кои попуштајќи му на својот темперамент немаат храброст да го осудат злото, туку молчат и тогаш кога со своето влијание требало да застанат во одбрана на правдата и против секој притисок можат да избегнат многу душевни страдања и непријатности. Но затоа ќе загубат многу богата награда, ако не и собствената душа. Оние кои настојуваат да му угодат на Бога и со вера во Него добиваат сила да се спротивстават на злото и да ја бранат правдата, секогаш ќе бидат изложени на остри судири и често ќе остануваат потполно осамени. Сетте се на Павле, па во кој послание беше тоа, кога на крајот, нели, тој вели присудењето останал сам. Како му беше на Павле? Зошто помина толку непријатности, еве денеска се спомна? Да, таму беше некаде. Значи, секојаш ќе бидат изложени на остри судири и често ќе остануваат потполно осамени, но подпирајќи се цврсто на Бога, тие можат да извојуваат драгоцени победи. Неговата благодат ќе биде нивна сила, нивната морална чувствителност ќе биде секојаш остра и јасна, а нивните морални сили ќе бидат во состојба да се спротивстават на секое лошо влијание. Нивната правичност, слична на Мојсеевата, ќе биде од најчист карактер. Добри примери, тука ќе завршам, од Библијата за покрај Мојсија, кои што се држеле до овој принцип, се и Давид, односно Данијел и Јосиф. И двајцата се нашле во неприлики, едниот бил фрлен во лаоска јама, овој другиот невин, завршил во затвор, меѓутоа, значи, еве, доживеале непријатности, меѓутоа се држеле цврсто до принципот и двајцата Господ ги избавил, како што ќе го избавил Арон, како што читавме. Така да, во контекст на ова ќе видиме и следната сабота, зошто е толку важно да се држиме до Словото и да живееме од секој збор што доаѓа од Божјата уста, баш во контекст на последното време колку е важно, затоа што навистина, ако некојаш имало притисоци, ќе има на крајот, знаеме дека следат неволи и разноразни притисоци какви што никојаш немало. Така да, ако не се држиме до Словото, и тоа баш онака, како што вели во големата борба Елен Вајт, последната голема битка ќе издржат кои? Само оние кои што се длабоко и цврсто втемелени на Светото писмо. Затоа е од огромна важност Светото писмо. Слава нека му е. Амин.